Добро дојдовте во електронската училница на часот по македонски јазик и литература. Моето име е Анета Николовска-Стефановска, професор по македонски јазик и литература во Средното медицинско училиште на град Скопје, доктор Панче Караѓосов. Во денешната електронска училница ќе се запознаеме со нова наставна единица правопис на согласките. Според содржината, на почетокот ќе се потсетиме што е правопис, а што се согласки. Понатаму ќе го разгледуваме правописот на согласки преку примери. На крајот на часот домашна задача и корисни линкови. Веројатно знаете што е правопис, меѓутоа на почетокот ќе се потсетиме. Правописот представува збир од правила и законитости за пишување на зборовите и за пренесување на кажаното по писмен пат. Под правопис се подразбира правилен начин на употреба на графичките знаци и на интерпункцијата, како и правилна примена на сите утврдени законитости. Сето ова се нормира како унифициран збир на правилата за пишување и се нарекува правопис. Правописот на даден јазик го следи развојот на јазикот во сите сфери на употребата и како резултат на тоа доживува измени. Правописот на македонскиот јазик од моментот на својата стандардизација па наваму претрпел неколку измени. Може да погледнете во кои години претрпува измени. Најновото ексклузивно издание на правописот на македонскиот јазик во ограничен тираж излезе од печат во 2016 година, а во 2017 година беше објавено второ издание од правописот. Достапно е на интернет, имате посочен линк. Според фонетиката, основната поделба на гласовите е на самогласки, односно вокали, и согласки консонанти. Согласките консонантите се помалку звучни од самогласките, односно при нивниот изговор воздушната струја не поминува непречено. Во македонскиот јазик има 26 согласки, кои се делат според повеќе критериуми. Да ги погледнеме. Според местото на образување во устната шуприна, односно според првиот критериум, се делат на уснени, погледнете кои согласки припаѓаат тука, забно-венечни, венечни и меко-непчени. Според втората поделба се дели според начинот на образувањето. И тоа преградни, погледнете кои припаѓаат тука, теснински согласки и преградно-теснински. Според нивната звучност се делат на звучни, беззвучни и сонанти. Ќе започнеме со правопис на согласката Ј. Во писменото изразување често се прават грешки при употребата на согласката Ј. Со цел да се избегнат правописните грешки при употребата на оваа согласка, треба да се почитуваат одредени правила. Примери кога не се пишува согласката Ј. Таа не се пишува на почетокот на зборот пред самогласката Е. Примерите се еш, есен, елен, езеро и други. Но ова правило не важи во случаите кога зборовите се туѓи имиња. Пример, Јемен, Јелена, Јернеј и така натаму. Примери кога согласката Ј редовно се пишува. Таа редовно се пишува помеѓу самогласките И и А. Пример, Македонија, Судија, Марија,
историја и така натаму. Пример за обраќање кај истите именки, каде исто така се пишува со гласката Ј. Македонијо, Судио, Марио и така натаму. Со гласката Ј не се пишува во средината на зборот, помеѓу две самогласки, ако втората од нив е или и. Мое, твое, чуе, шие, тие и така натаму. Со гласката Ј се пишува кај глаголи со кои што се искажува заповед, а завршуваат на и. Пи, пиите, шии, шиите. Тука имате и еднинска и множинска форма. Преминуваме на вториот глас, односно на согласката Л, но и на согласката Љ. Да ги проследиме правилата каде се пишуваат, а каде не се пишуваат. Гласот Л се пишува и изговара во следните случаи. Пред самогласките У, О, А. Клуч, клун, клука, луѓе, лулка. Потоа, во глаголските форми. Болат, велат, мислат и слично. Се пишува потоа пред самогласките и е. Лице, ливада, лето, лежи и така натаму. Гласот Љ се пишува и изговара во следните случаи. Внимателно проследете. Во коренската морфема љуб, љубов, влюбен, љубаништа. Потоа плячка, рублја наместо рубли, белја наместо бели и така натаму. Каља, делјо, илјо, колјо, во сопствени именки, како што гледате. На крајот од зборот, билбил, телј и така натаму. Но не се пишува пред Ј, како на пример зелје, илје, колје пред самогласките, што значи и е. Понатаму поминуваме на правопис на согласките Ф и В. Гласот Ф се пишува и изговара во следните случаи. На местото на старата група ХВ. Пример, фали, фрла, зафаќа, наместо захвали, хврла, захваќа и така натаму. Потоа, заемки независно од кој јазик се земени. Профил, фабрика, фес, филџан, кафес, кафе и така натаму. Како што приметувате, овде повеќе од зборовите имаат потекло или водат потекло од турскиот јазик. Потоа, гласот В се пишува и изговара во следните случаи. Меѓувокална позиција, говор, товар. Придавски образувања, готов, суров. Множински форми, ови, еви. Пример, ножови, снопови, лекови, кумови. Деминутивни образувања, тровче, ливче и така натаму. Не се пишува и не се изговара гласот В, во. Заменска форма, тоа, и во изведенките од неа, затоа, не затова, кај глаголите од типот доаѓа, заоѓа, наоѓа, наместо навоѓа, завоѓа и така натаму. На почеток на зборот се пишува место, а не вместо. Заземе, а не завземе, превземе и така натаму. Правопис на согласката Ц. Ќе ги проследиме правилата каде се пишува и изговара, а каде не се пишува. Гласот З се пишува и изговара во следните случаи. Дзид, дзидарство, дзирка, дземне, дзуница. Во групата со В, Р и Н. Јанза, ѕвер, се ѕвери, ѕвонче. Гласот Ц не се пишува во следните случаи.
множински форми од некои именки. Ковчези, но не ковчедзи. Белези, не беледзи. Што треба да се запомни од денешниот електронски час за правопис? Правописот представува збир од правила и законитости за пишување на зборовите и за пренесување на кажаното по писмен пат. Според фонетиката, основна поделба на гласовите е на самогласки, односно вокали, и согласки, односно консонанти. Согласките, консонантите, се помалку звучни од самогласките. Во македонскиот јазик има 26 согласки. Правопис кај согласките, правила каде и како се пишуваат и каде не се пишуваат. За домашна задача имаме согледај и поправи ги грешките во следните зборови. Погледнете ги внимателно и придржувајте се до правописните правила за согласките. Корисни линкови за проширување на вашето знаење од содржината на наставната единица правопис на согласките. Запишете во вашите тетрадки. Ви благодарам за вашето внимание со кое ја проследивте содржината на оваа наставна единица.